Габриел Баерам и МВР си играле криенка се до 30 јуни кога со полициска придружба бил однесен во станица на распит за кражбата на струја во ГТЦ. Баерам претходно не одговорил на ниту една од поканите да се појави во полиција на распит, иако службениците го барале и писмено и телефонски, ама затоа не се осудил да ја одбие владината покана за забавата во клубот на пратеници за старт на фазите за преговори со Европската унија. Додека полицијата го бараше, Баерам рамо до рамо славеше со првиот човек на МВР, Оливер Спасовски. По неколку неодговарања на покани и непојавување на службен разговор во полициска станица, а по распишан централен распис, полициски службеници од Оделението за криминалистички работи Центар и Битпазар при СВР Скопје го лишиле од слобода ГБ од Скопје и со него бил извршен разговор во полициска станица. Лани кога беше откриено дека во подрумот на ГТЦ се копаат криптовалути, а при тоа струјата се обезбедува на нелегален начин, обвинителството и МВР кажаа дека нема пријава за кражба. Дукјанџиите на 16 ноември лани побараа да бидат пријавени, бидејќи се сомневаа во двојна кражба на електрична енергија од ГТЦ, првиот пат од заедничката сметка за струја, а вториот преку наплата на украдената струја од сметките на дукјанџиите, кои биле повисоки за дури 500%. Сега обвинителите постапувале по наредбата од МВР да се направат проверки. Во врска со настанот во ГТЦ, основното јавно обвинителство Скопје, постапувајќи по примено известување од МВР, издаде наредба за да се направат неопходните проверки со цел да се утврди фактичката состојба. По наредбата се постапува. Во полициска станица биле извршени службени разговори со надлежните во ЕВН и Градскиот трговски центар Скопје. Од МВР уверуваат дека откако ќе завршат својата работа, се ќе достават на адреса на ОЈО. Од 16 ноември минатата година браќата Баерам ги напуштија подрумите на Трговскиот, а колку време користеле струја без да плаќаат и купале криптовалути, се уште не се знае. Обвинителството вели дека поради ова не може да постапуваат, бидејќи не е кривично дело.